Основното училиште Малина Попиванова го одбележа 3 декември, денот на лицата со посебни потреби. Представници од локалната самоуправа на општина Кочани не ги заборавија децата од паралелката со посебни потреби. Ги посетија и ги израдуваа со подароци и училишен прибор. Училиштето за оваа пригода распиша литературен конкурс на ниво на општина на тема Љубовта како хумана порака кон луѓето. Во пресрет на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, организираме работилница насловена Љубовта како хумана порака кон луѓето. Во работилницата земаат учество децата со посебни образовни потреби од прво до 9 оделение, заедно со учениците од училишната заедница при нашето училиште. Учениците од училишната заедница имаат подготвено пораки, субави мисли за хуманоста, цитати, кои што ќе им ги понудат да извлечат и да си прочита секој ученик по една мисла. Исто имаме организирано ликовна изложба во холот на училиштето од изработките на нашите ученици. Сакам да напоменам дека вчера, на вчерашниот ден, еден наш ученик од посебните потреби учествуваше на ликовната колонија, работилница во посебното основно училиште во Велес Маца Овчарова, заедно со наставничката по ликовно образование Миријана Рашкова. Учениците од училишната заедница од училиштето изработија честитки кои што ги доделија на учениците со посебни потреби. Учениците пак од оваа паралелка заедно со дефектолозите кои работат со нив направија интересни изработки и цртежи кои беа изложени во училиштето. Општината како и секоја година им додели училишен прибор. Повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, еве представници од општина Кочани дојдовме овде во училиштето Малина Попиванова да ја посетиме специјалната паралелка и донесовме материјали за работа за да имаат така за цела година сето оно што е потребно, харти, пластилини така. Меѓутоа во оваа прилика би сакала јас да пренесам една порака. 3 декември е еден ден во годината, еден ден е ништо за лицата со посебни потреби, меѓутоа една човечка помисла е многу, затоа да помислуваме често на лицата со посебни потреби и на сите оние на кои што и е потребна нашата помош, бидејќи ги имаме не само овде во специјалната паралелка, секаде околу нас, да помислуваме повеќе на нив и да ја подаваме рака, бидејќи навистина сме и потребни. Во моментов паралелката со посебни потреби во основното училиште Малина Попиванова брои 14 ученици, распоредени во оделенска и предметна настава. Со нив работат двајца дефектолози, вклучени во редовната настава, и еден стручен соработник. Учениците чии што творби беа изберени за најдобри добија благодарници, а благодарница доби и општина Кочани за долгогодишната соработка со училиштето.